Стадион. Емисија за вашата вистина. Од каде да почнем? Од каде почнува историјата? Еве, јас сум ученик и ве слушаме вас. Затоа што цело време зборуваме за протоколи, зборуваме за историја, комисија, образование, архиви, зборуваме за промена на устав, меѓутоа ништо така не добива силна гласност и ништо така не боли како кога ќе се зборува за јазик. Затоа сакам една читанка денеска да се обидеме да отвориме и сите овие работи за кои што зборуваме да се обидеме да ги образложиме, објасниме, прецизираме. Па еве, ќе почнам од тоа. Јас неодамна објавив една статија во која што ги конфронтирам македонскиот и бугарскиот јазик, поттикната од сите овие случувања последниве години, особено од таму некаде октомври месец 2019 година, кога бугарското собрание излезе со свој став за македонскиот јазик, односно со став дека јазикот не треба да се именува како македонски, туку како официјален јазик на Република Северна Македонија. И во тој контекст ја објавија една книшка некаде 2020 година пролетта, која што го носи насловот за официјалниот јазик на Република Македонија, во која што има навистина многу невистини за нашиот јазик, и историски невистини, па дури и современи невистини, современи работи што се однесуваат на овој миг. И јас направив во таа статија моја, направив курс историски преглед за разликите меѓу македонскиот и бугарскиот уште во средниот век, и потоа ја дојдов на планот на синхронија и увидов низа разлики кои што се буквално на во секој сегмент, и на фонетско рамниште, и на дијалектно рамниште, и на морфосинтаксичко рамниште, со тоа што мора да се признае дека и двата јазика се многу слични, и таа сличност доаѓа од тоа што и двата јазика, за разлика од сите други останати словенски јазици, се аналитички јазици, односно синтаксичките односи внатре во реченицата не се изразуваат со падежи како што е тоа во српскиот, во рускиот и во останатите словенски јазици, туку се изразуваат со помош на предлози. Еве за пример еден за слушателите да биде појасно. Например, србите ќе речат послао сам писмо Банету, а ние ќе кажеме му испратив писмо на Бане. Значи, и двата јазика се аналитички јазици, и двата јазика по својата се вели за двата јазика дека имаат словенска лексика, значи словенски зборови, имаат словенско потекло, но имаат така наречена балканска граматика. Зошто е тоа така? Затоа што и македонскиот и бугарскиот влегуваат во така наречениот балкански јазичен сојуз, во кој што влегуваат и несловенски јазици кои што се зборуваат овде на Балканот. Значи, сакам да кажеш дека тие јазици на Балканот, без разлика што не се од иста група, имаат сличности некои кои што ги разликуваат од другите јазици во истата група. Граматички. Тие значи влегуваат, имаат заедничка, така да се рече, има граматичко испреплетување. Интеракција, да, амбиент, граматички заеднички. И така, например, и во таа балканска група на јазици влегуваат тука албанскиот, грчкиот, ароманскиот, јужни говори српски
како и македонскиот и бугарскиот. За исто така да биде појасно ова што го зборува, например, грците и изразувањето на посвојноста не е заедничка со грчкиот јазик, тоа што да речеме другите словенски јазици го немаат во оваа смисла. Татко ми, мајка ми, брат ми, сестра ми. Тоа е балканска карактеристика, тоа нема да го чуете во српскиот. Таму ќе кажат, го имат грците, мој брат, го имаме ние албанците. Ќе викаат за брат ми о адерфос му, за сестра ми и адерфи ми. Значи, сестра ми, ова и е член за препозитивен член за женски род, адерфи е женски род сестра, ми е ова сестра ми, посвојната заменка. Понатаму, што имаме исто заедничко со грчкиот, го имаме изразувањето на инфинитивот, губењето на инфинитивот. Додека во српскиот, а особено во хрватскиот, ќе се рече со глаголите, со овие глаголи како сака, треба и така натаму, тие употребуваат по овие глаголи, употребуваат инфинитив од глаголот. Например, хочу спати, хочу јести, хочу ичи. Кај нас се изразува со да конструкција, инфинитивот со да конструкција плюс сегашно време од глаголот. Например, ако србите велат хочу ичи или хочу гледати, ние ќе кажеме сакам да гледам. Исто како што грците ќе кажат цело на влепо. Не се така едноставни работите. Не, воопшто не. Потоа имаме за изразување, да речеме, ние во македонскиот се смета за еден од најбалканските во целата таа група на јазици. Најмешан сме ние. Така стои во за жал пропаднатата македонска енциклопедија, значи има една статија изготвена од академик Зузана Тополинска, која што го дефинира како најбалканскиот во балканската јазична група, со оглед на незиното централно место и со оглед на тоа што сите овие балкански црти се родиле всушност се јавуваат на тромеѓето, не сите, но голем дел од нив се наоѓаат на тромеѓето Албанија, Грција, Македонија, значи некаде Охрид, Корча на тој потек и долу Костур. И од тука тие ги викаме јазични глоси се шират по целиот полуостров. И ние, да кажеме, во нашиот јазик имаме така наречен, има перфект, имам јадено, имам спиено, кое што е некое минато дејство, но не е точно лоцирано во минатото време. За разлика од нив, да речеме, бугарите го немаат. Имаат стандард ова време. Понатаму, што е друго интересно? Интересна е таа прекажаноста, категоријата прекажаност, која што пак по мое мислење... Да бидеме премногу стручни, ама добро, давате објаснување. Да, по мое мислење тоа е една категорија која што ја има и во бугарскиот, а која што сметам дека е настаната како значење, како семантика, значи е настаната под влијание на турскиот, според мое мислење. Затоа што заборавив да кажам дека тука влегува и турскиот. Во оваа група на Балкански јазичен сојуз. И што е тука поентата со таа прекажаност? Значи, ние знаеме сите дека имаме во нашиот јазик минато неопределено време.
Тоа минато неопределено време се образува со помошниот глагол сум и глаголската л форма од глаголот што се менува. Сум, бил сум, Историски гледал. тоа л е партицип на претеритот, активен и така натаму. Тоа сега нема да навлекуваме многу стручно. Но, еве, сум гледал, сум бил, сум спиел кога си дошол. Толку сум бил пијан, што ништо не се сеќавам што се случувало таму на таа журка, да речеме. Значи, тоа е едно, со оваа форма, ние изразуваме дејства што се случиле во наше отсуство или несвесна состојба. Таквото значење го имаат едни така наречени мш-миш времиња во турскиот јазик, но формата сме ја зеле помошен глагол плюс глаголска л форма во другите словенски јазици е основно минато време. Во српскиот читао сам, тоа читао сам, историски е читал сам. Читал сам. Во рускиот ја читал, тие го испуштаат помошниот глагол. Но во јужнословенските јазици помошен глагол плюс л форма е основно минато време. Јас сам ишол у школу, јас сам читао ту книгу и така натаму, и тоа воопшто не значи истото што значи и во македонскиот. Стадион. Емисија за вашата вистина.